Мои почитувани пријатели, убав ден да имате. Сакам уште едно видео да објавам од пишаното во тогашниот фабрички весник Македонка. Во рубриката за спортот редовно излеваше за спортистите што беа вработени у текстилној комбинат Македонка, комбинат у кој работеа околу 7000 души вработени, значи многу спортисти имаше у фабриката запослено. Тогашниот уредник на фабричкиот весник Христо Крстевски ќе напише още една статија за мене, наш портрет Санде Коцев. Кога човек влезе во кругот на памучната индустрија Македонка, прво лице кој ќе наиде е рускосто момче Санде Коцев. Гледајќи го како е задлабочен во документите на гости што се пријавиле, тој нема ни да помисли дека се наоѓа пред еден талентиран спортист, борат и член на југословенската репрезентација во борење слободен стил. Неговата спортска развоен пат е мощен и богат и покрај неговата младост, па би можеле да напишеме повеќе редови за неговата не многу долга, но многу успешна спортска кариера. Овој пат ние ќе се задоволиме со тоа на еден хронолошки начин да ги изнесеме само најважните успеси во кариерата на Санде Коцев. Во тајните на борачкиот спорт Санде Коцев навлегува уште 65 година, а само 3 години станува стандарден проватимец на екипата на Штипски Балканец, а веќе во една година подоцна стандарден репрезентативен слободен стил. Првите позначаен успех го има постигнато на Европското првенство во Хускварна, Шведска, каде го освојува 4-то место, на Балканијата во Солун, 4-ти во Темишвар, 4-ти на турнирот Трст, 3 на турнирот во Русија, втор бил 5 пати државен првак, 18 пати член на југословенската репрезентација, 69 година е прогласен за втор спортист на град Штип, 72 спортист на градот најдобар, а во 73 повторно е втор спортист на градот Иноку. Во ранг листата најдобри борачи слободен стил на Југославија го освојува 4-то место 73 година. Последен успех на Санде Коцев е освојувањето на 8-то место на Европското првенство во Хвар. Од младиот и талентиран Санде Коцев може да се очекува уште. Тоа ќе го напише во фабричкиот весник уредникот Христо Крстевски. Сега сакам малку да подискутирам за борењето, моменталната ситуација у борењето. Борењето е у една тешка агонија, криза, у која јас не верувам дека ќе се извлече. Мислам дека лошо му се пише на борењето, бидејќи нема заинтересирани луѓе што сакат да го направат. Јас неколку пати апелирам, дај земите, договорите се со 3-4 екипи, напред една лига да имаме, лига такмичење, да имаме лига надпревар од категории од 48, 52, од мува до тешка, да има борење, клубот да функционира. Нема лига. Има луѓе што го водат клубот, имат председатели, имат управи, има федерацијата председател, има управен одбор, у него се влезени луѓе што се исто е како ќе биде и од Струмица, и од Велес. Тоа се луѓе што многу не ги тангира тоа дали ќе има борење или нема да има борење. Сега слушам информација неофицијално дека Штип и околијата на Штип ќе бират спортист на Штип до 17 години. Значи нема спортисти од 17 години
понагоре нема спортист како едно време што се бираа спортисти, да ги земеме бирањата, до сега се со биле тоа афирмирани носители на медали од европски, од балкански, од медитерански. Сега не знам што се дешава. Има млада генерација, млади што се сега по 40, 50, 60 години, нека се борат, нека тражат излез за кризата у борењето. Они се млади, ние сме више остарени, 75-80 години од нас нема што да се траже, од нас останува овоа да си оставаме спомените за кои сме дојдени на овај свет. Не сме дојдели на свет за да го пуниме мео и да го празнеме, него и да оставиме нешто. Да оставиме нешто за градот, за државата, за луѓето. Еве, јас сум се нафанал на спорт, сум оставил и за тоа сега ги собирам сите тие работи кај е пишувано за мене нешто, било што да е. Направам се едно видео, прочитам го тоа што го пишувал друг, не го кажувам јас тоа, па да се фалам, еве тоа што го пишувал некој 70 година, 69-70, јас сега го читам, што е било, како е било. Иначе, сакам еден осврт да дадам и на Сдружењето на борачи ветерани. Јас сум иницијатор, ја го формира на некој чуден начин, со смутови избраа еден председател на Сдружењето на борачи ветерани, собере 20 души, дај плакети, признања, дипломи, изедат по една скара и спијат по 2-3 пива. Истите луѓе ги добиват тие признања. Има луѓе, пишуват ми, вика дај покрајна иницијатива ние да направиме Сдружење на борачи ветерани, гарантирам првата средба 100 души, ќе има може и 200 души ќе собереме борачи кои не сакат да учествуваат со овај председател. Не го признават како легитимен, а и човекот си е многу амбициозен и тражи свој интерес. Ќе ви кажам само еден пример да го завршам во видео. Не знам пред колку години беше во една борба, дерби борба, немаам у таа категорија и управата ме замоли да правам муабет со сегашниот председател на борачите ветерани, да ни даде помош како член на Балканец да може да го победиме противникот. Ја разговара со него, он вика јас ќе се борам, ама 1200 марки ќе ми даете. Ојдо ја кажа и на управата, вика што да правиме, викам па ќе му дадеме ако сакаме да ги тепаме, дадеме му пари, а толку пари ние целата кариера што се бориме во Балканец немаме земано. 1200 марки он ги зема за една борба. Тоа е, момчето е амбициозно. Сега слушам оваа година конкурирало и животно дело да земе од 8 септемврска награда од државата. Ќе успее и тоа ќе го земе, оти човек кој знае дека треба, каде треба да иде, на кој треба да се поклоне и ќе успее. Ја не ги давам од мене парите, нека земе, не ми интересира мене тоа, ама не прави ништо за борењето, тоа е работа сега. Иначе, секој што смета дека треба нека конкурира, има таму комисија од врвни спортисти, ако рачуна дека треба да земе, нека земе. Тоа е, драги мои пријатели. Сакам ви денеска убав ден и успех на коментарите на Македонија. Поздрав!